Бизнисот револтиран од новиот сет мерки на владата. 17 мерки ни одалеку не се она што го барале. Наместо системска подршка за стопанството, добиле само делумна помош. Од Сојузот на стопански комори велат дека на овој начин не се постигнува крајната цел, а тоа е да се задржат работниците на работа, особено во малите и средни фирми. Бараат поголема финансиска подршка за исплата на плати. Владата да одобри поддршка од 100% од нето платата за следните 3 месеци, да ги покрие сите даноци и придонеси на платите за вработените за следните 3 месеци, правните лица кои се погодени од кризата да не плаќаат аконтација на данок на добивка во 2020 година, да се стави мораториум на сите казнени камати и камати на задоцнето плаќање на обврски за следните 6 месеци. Од мерките куртулија единствено административците. Синдикатите задоволни. Над 120.000 службеници ќе добијат целосни плати без разлика дали оделе или не на работа. Владата не го прифати предлогот на СРСМ за минималец во администрацијата. 14.500 денари ќе добиваат единствено функционерите. А во период на криза, банките повторно најдоа начин да заработат. Има возможија на граѓаните одложување на отплатите на рати за кредити во следните 6 месеци, но ќе продолжат да им пресметуваат редовни камати за време на грейс периодот, сума која потоа ќе ја додадат на долгот на граѓаните. Многумина кои првично мислеа да не плаќаат 6 месеци, сега се предомислуваат. Велат не се исплати одложувањето ако потоа ратите се повисоки. Министерката за финансии тврди дека ова не е прекршок од страна на банките. Таква била праксата и во другите држави. За пример ќе ги земеме Словенија, Црна Гора, Албанија, Србија, кои што имаат делодови земји мораториум, но каматите, редовните камати течат и се пресметуваат и истите се репрограмираат понатаму во следниот период, како што се репрограмира од платата, односно тие 6 месеци се поместуваат, сега секоја банка нели и зависно во согласно со клиентот, кажува дали овие 6 месеци ќе се помести и пролонгира целосната отплата на кредитот. Буџетскиот дефицит може да достигне и до 1 милиарда и 600 милиони евра. Ангеловска рече дека е можно да се издаде евроврзница поголема од 500 милиони евра. Владата разработила 3 лоши сценарија. Според првото, приходите во буџетот би биле намалени за 20%, а на државата ќе и требаат дополнителни 700 милиони евра. Според второто, ќе има 30% помалку приходи, а државата ќе треба да одвои 1 милиарда евра. Третото е најпесимистичко и предвидува и до 40% пад на приходите и потреба од дури 1 милиарда и 300 милиони евра. Од почетокот на кризата, приходите паѓаат за околу 25% на дневно ниво. Во март падот на приходите бил 11% и тоа пад на приходите од ДДВ од 17% и пад на приходите од акцизи и данок на добивка од 11%.